your mind. And it's 'cause you're mine. Почитувани, добре дојдовте. Без стандардно најавување на емисијата и на нашиот соговорник, веднаш ќе ви кажам едно име кое што сигурно во цела Македонија има премногу асоцијации, Елена Пандева, но мислам дека во Струмица на домашен терен некако најдомашно, најнашо се звучи. Елена, добре дојде, собственичка и бренд менаџер на Елена Лука, еден моден бренд кој што многу брзо се издигна на нашиве простори. Како е во Струмица кога ќе дојдеш? Не знам дали порано со некој од колегите сме разговарале, сме имале интервју или прв пат, после толку години, после толку успешна работа зад себе, прв пат разговараме вака, на медиумите те представуваме. Најпрво добро дојде во нашето ателие во Струмица. Кој патен прекрасно изгледа. Да, благодарам. Многу ми е драго што ви имаме за наши гости. Сега реално сум сработувала со медиуми од Струмица, можеби на отварањето на ова ателие имаше доста медиуми од Струмица, меѓутоа вака ексклузивно едно дружење мислам дека за прв пат се случува и на моја особена чест е тоа, дека сте тука, да. И ќе ми биде особено драго да размениме искуства, информации, идеи околу работата на Елена Лука во Струмица. Сепак Струмица е мој роден град со една посебна енергија, град во кој што одраснав, град кој што сепак вградил во мене дел од сензибилитетот, од самиот менталитет на луѓето, од креацијата, од амбициозноста, би рекла, такви се струмичани, мораме нескромно да кажеме. И сигурно овој успех кој што го имам ја на себе и како Елена Лука и во другите работи, другите бизниси кои што ги работам. На кои што ќе зборуваме сигурно, мислам сепак дека се должат на една база, на една основна едукација во овој град. Понатамошна некоја надградба во средната школа, една одлична дружба со пријатни луѓе, еден чесен народ, така да мене ми е особено драго кога сум тука и сега се чувствам посебно возбудено, да речеме, ме ваќа известна позитивна трема кога и да влезам во градов, затоа што ретко доаѓам, морам да признам. Но и често пати ја спомнувате. Кога и да имате некој јавен настап, некој интервју, колку што барем го следам и сум имала можност да гледам и да прочитам, стално ја носите Струмица во себе. Најверојатно тоа не може да се оддели, составен дел со нас станува. Колку значеше, ви рековте дека голем дел од вашата личност ја носи базата од Струмица. Но сега вака кога толку години живеете надвор од Скопје, ве фаќа ли носталгија да се вратите некојаш за час, за два, да ги видите своите блиските? Се случува да си го поставам ова прашање, да речеме, што еве кога би животот би донел некоја таква динамика или таков момент да треба да се вратам назад во родниот град. Реално морам да кажам дека Струмица е видно изменета од тоа време кога јас овде битисував, работевме поактивно или сум била помлада, или генерации кои што можеби во тоа време го градевме градот. Секоја генерација си има некој свој печат и остава такво нешто во овој град. И мислам дека луѓето одат напред, многу работат, дека се динамични, амбициозни, апсолутно во делот на бизнисот нема да ми биде воопшто досадно. Можеби малку ми фали некоја динамика која што ја имам во Скопје, повеќе би кажала хаос е тоа таму, не е толку динамика. Ама навикнуваш, на него станува. Апсолутно, и можеби е дел веќе од некој мој ритам. Меѓутоа Струмица сепак реално мислам дека нема смисла да ја кријам во себе или да си ги кријам корените. Тоа ви е исто како да бегате од вашиот личен идентитет, од тоа кој што сте. Не знам, да ги негувате комплексите, не дај Боже. Значи, за мене воопшто не е ниту срам, нити непријатно дека ја припаѓам на една помала средина, дека не сум од Скопје или Струмица е едноставно место за почитување. Зарем е потребно сите да сме од Скопје? Апсолутно. Мислам дека доволно го оплеменивме ние Скопје како луѓе кои што се дојдени од страна во тој главен град на државата. Се чини дека сепак врските со овој град се нераскинливи токму поради и една од причините заради кои што сме овде.
Елена, со преку Елена Лука повторно и враќа на Струмица и носи нов сјај, нови трендови, нова енергија. Ви исполнува ли тоа што вашиот бренд си дојде баш на корените? Како дојдовте најпрво на идеја да правите една дисперзија? Знам дека има веќе и во други градови, одлично работат, меѓутоа во Струмица. Реално да збориме, струмичанки беа многу активни, амбициозни, уште пред 3-4 години. Тие бара Елена Лука да дојде во градот. Значи не може да разбере зашто Елена Лука уште не е во Струмица и секој ден има разни пореки, лични јавувања. И редовно ветував дека тоа ќе се случи еден ден за пократок временски период, меѓутоа работите само се пролонгира и понатаму и дојде моментот кога еве пред 6 месеци конечно решив да се инсталираме и овде во родниот град, меѓутоа би кажала со малку поразличен концепт од другите градови, значи ова е сепак едно ателие, студио модно, многу сличен концепт како концептот во Скопје што го работиме, само што можеби е малку во еден помал обем, колку што пазарот дозволува, да речеме, тоа кафе и пазарот реално. Меѓутоа ги опфаќа сите тие работни единици и сектори кои што постојат во Елена Лука во Скопје и со еден со една посебна амбиција го работиме сето тоа. Имаме еден одличен тим од Струмица кој што застана зад брендот без никаков проблем. Имавме доста едукација, обуки и се уште работиме на тоа, затоа што сметаме, еве нескромно ќе кажам дека сепак во Струмица се уште никој не работи на тој принцип како што работи Елена Лука, во однос на техничката изведба на моделите и на сето тоа што се прави по нарачка како облека. Така да мене ми е многу драго што конечно сум тука, значи ќе кажам на барање сепак на струмичани и што беше особена моја голема чест, а јас нормално дека се радувам што ве тука битисуваме и мислам дека ќе успееме и ќе останеме долго време да работиме овде. Апсолутно. Јас морам да спомнам дека веќе нашата јавност знае две страни од Елена. Она сензитивната што ни ја прикажува преку Елена Лука и она стамената цврстата која што се гради од една многу да не речам постара, ама поискусна компанија, меѓутоа би сакала ова поновата, бидејќи сме овде да почнеме од тоа. Како ја го успеавте да го најдете спојот? Стоеше таа желба во вас, тлееше или мислевте дека можете да направите многу на тоа поле и да придонесете што и се случува последниве години? Многу кратко го изградивте брендот, за разлика од светските приказни кои што ги знаеме дека почнуваат од занаечиство и со децении и цел век им е потребно. Вие многу цврсто, многу сталожено, но и многу амбициозно. Претпоставувам дека и со многу средства. Колку енергија, колку визија е потребно за да се изгради еден ваков сон буквално од ништо, од идеја? Подобро викат, за се треба една баш тоа, една оригинална идеја. Морам да признам, не беше лесно да се работи во Македонија, да се почне моден бизнис, поготово на толку мал пазар. На толку мал пазар, поготово концепт кој што сакав јас да го изградам, да работим уникати во едни услови каде што знаеме стандардот каков е. И многу реална ќе бидам, на почетокот тоа требаше да биде една модна приказна која што само ќе значеше дополнителна дејност моја, некој вид на хоби, кој што во склоп со другата компанија ќе ја терав паралелно, затоа што секогаш имав потреба креативно да се изразам во некој дел. Уште малку, уште повеќе. Не можете да избегате од себе, да, тоа го носам можеби нели во себството во себе. Меѓутоа создадов, имав голема среќа да создадам тим кој што активно ме следеше и на првиот состанок се сеќавам кога веќе ги собрав луѓето, им кажав: луѓе, ова што другите го прават за 10-15 години, ние мораме да го направиме за една година. И можеби вие нормално имаше луѓе кои што се смеа од тимот и мисле дека се шалам или било како, симпатично им звучеше сето тоа, меѓутоа им кажав: да, веруете, јас сепак имав над, да речеме, имав 38 години и кажав сепак немам толку време да се играме ние полека да ја будиме музата за да создаваме мода, туку едноставно мораме да одиме со едно јако темпо на работење и тогаш се случи за 6 месеци еден голем настан, после голема макотрпна работа во универзална сала
се промовира околу 90 модели на Елена Лука во една хуманитарна акција која што се однесуваше на онкологија во тоа време. Не е ни битна сега причината што и како помогнавме тогаш на таа клиника, беше потребно да се обезбедат некои средства и направивме спој на модерното и на хуманото. Значи жени од јавниот живот во цела Македонија, кои што морам да признам, добар дел од нив не познавав, туку тогаш направивме лични контакти за прв пат. Активно се работеше и за секоја поединечно се создаваше облека, соодветен аутфит и се најдовме во универзална сала на отворена програма, на 3 часовна отворена програма на македонската телевизија, каде што се вклучи целата македонска јавност воедно и се собираа средства за онкологија и Елена Лука практично се дигна тогаш како бренд. Иако полека тие 6 месеци се градеше, додека да ги поставам техничките работи на фирмата, меѓутоа дури и за моето темпо тоа беше пребрзо да во рок од 6 месеци се најдеме на таа сцена. Да. Можеби сега кога би требало да го повторам тој проект, не знам дали би имала енергија и сила толку многу да одработам. Работевме непрестано, значи некои 2-3 месеци се спремавме за тој настан и мислам дека тоа беше клучот зашто Елена Лука се вивна толку високо за кратко време на модниот пазар во Македонија. Меѓутоа имаше и една посебна модна приказна, оригинална идеја. Мислам дека средствата финансиски се најмалку битни во оваа ситуација, затоа што јас лично познавам многу колеги дизајнери кои што работат, отвориле своја ателија, имале одлични референции од порано, биле по разни странски школи за дизајн, се изградиле како некои брендови во Македонија, меѓутоа многу тешко обстанаа. Значи, едноставно луѓето залепија на тоа што ние го работиме и сакаа да ја конзумираат нашата облека. Така да, не знам, едноставно некојаш постои некоја енергија на сите нас, кој што не води и мислам дека... Кога се поклопуваат коцките, кога космосот сака да ви помогне. Да сте здрава и жива, има некој момент кој што мислам дека ги затвори сите тие аспекти, синхронизираше повеќе моменти и Елена Лука е тоа што денес е. Cause you're mine. Cross your mind, so like someone is still a diamond. And it's cross your mind, you want me, drag me into the night. And it's cross your mind, you allow me, send it in Mayday. And it's cross your mind, so wisely. I know she'll be alright. 'Cause you may blame on me, babe. I know that now you should better fall. You shoot me high, call me fly. Keep on pushing, but you better don't. That's what I thought, call me babe. Hush it now, cross my name and die. Honors in the flag, undenied. Show the shot, whether you are home. Поставивте нови стандарди на модната сцена по Македонија. Таа е мала, но специфична, можеби токму поради тоа што е прилично интимна, се ги познаваме, надофатни се дизајнерите, оние кои што отворат и работат овде, и се чини дека полека ги напуштате границите. Знаеме дека соседна Србија веќе направи исчекор кон светските модни сцени. Елена Лука, верувам дека има амбицијата, меѓутоа како го следи темпото? Каде се гледате? Како чекорите кон Милано, кон Њујорк, кон Париз, онаму каде што се збиднувањата?
Па добро, ако гледаме од аспект на професионалност, кога работите моден бизнис е нормално таргетот да биде тој да фатите поголеми пазари, да се најдете некаде со својот бренд надвор од границите на Македонија. Искрено, ние многу одамна работиме со цел Балкан, би рекла. Значи сме излезени од границите на Македонија, многу луѓе не го знаат тоа, сме работеле за цела естрада на целиот Балкан, буквално не познаваат многу луѓе. Имаме понуди од многу странски пазари. Мислам дека клучот во целата таа работа лежи во мојата лична определба, дали да направам чекор напред, да тежнееме кон поголемите пазари кои што автоматски значат и поголем ангажман. Тоа значи целосно давање на Елена Лука, кое што јас се уште си го ставам под прашање, иако имам одличен тим позади себе, меѓутоа мора и лично вложување да постои. Или се уште како сега што правам, ги димензионирам работите да се движиме во некои пазари во околината, со изработка на аутфити толку колку што можеме, можеби моментно да ги издржиме со нашиот енергетски капацитет, би рекла, затоа што нели кажев работам и една друга дејност. И мислам дека тука е основниот клучи проблемот зашто побрзо не се наоѓам на светските пазари. Мислам дека темпото јас го менаџирам и исклучиво само од мене зависи тоа. Тимот е спремен да се работи. Оваа сезона повторно размислам, во моментот работиме две колекции, да речеме летна и зимска колекција, кои што се исклучиво наменети за странски пазар и за македонскиот, меѓутоа за странскиот се работи, значи додека не извадите добар производ, е нонсенс вие да очекувате дека ќе се најдете на надвор на тие пазари, да се лактате со едни големи брендови. Мислам дека ќе направиме добар производ за да можеме да се представиме достојно надвор. Кога ќе биде тоа, ќе ви кажам, ќе ви информирам нормално, медиумите ќе бидат запознаени. Меѓутоа, реков, пред се динамиката зависи од мене лично. Се уште сум во таа дилема, дали малку да го забавам темпото на функционирање и да се фокусираме повеќе на проширување на пазарот во Македонија и во соседните држави, или да излеземе надвор на една париска модна сцена или во Лондон е интересен пазар нормално. Веќе не има во Виена, мислам дека таму ќе не има и понатаму. Да не зборам сега за Нью Йорк и поголемите пазари, тоа се веќе некои други системи на функционирање, меѓутоа морам да кажам дека ние ги имаме линковите, луѓето ја следат нашата работа, нудиме квалитетен производ во изведба и мислам дека може да се случи набрзо и сето тоа да се најдеме таму. Ама зависи доста од мене, кажам. Вие сте задоволни од тимот, меѓутоа реално како мала земја, како мал пазар, имаме ли доволно квалитетен кадар на кој што би можеле во иднина да се потпрете без разлика на амбициите и на она што ние би сакале да го реализираме? Би ни бил ли потребна увозна сила? Дали во работници, дали во репроматеријали за да се реализира ваква приказна? Како се снаоѓате до сега и како би можело да течат работите? Нели едно се можностите и желбите, меѓутоа дали реалната ситуација го дозволува ова? Ова е едно одлично прашање. Ми го поставили прашањето и порано. Ако се земе во обзир дека Македонија се занимава само салон систем, значи 90% од модните капацитети се занимаваат со производство на облека за брендови од надвор, тогаш како вие ќе создадете работна сила и пазарот на труд е многу сиромашен за оваа фела. Имав среќа, имав и несреќа некогаш да најдам луѓе кои што ќе работат со мене, во кои што многу се инвестираше. Некои од нив остана во тимот на Елена Лука нормално, некои од нив отпадна, а инвестициите останаа во нив. Значи, иако имаат разни дизајнерски школи или моделарска школа, што и да е, сепак бараше една практична доработка во модната куќа кога веќе стануваа дел од брендот. Сето тоа подразбира доста инвестиции, трпение, едукација од надвор, луѓе, консултација, стручњаци, секакви експерти. Воопшто не беше лесно. Значи тим навистина нема, е тешко да се создаде. Јас сум веќе среќен човек затоа што конечно го имам тимот кој што е покрај мене, со кој што можам слободно да дишам и да реализирам и понатаму, меѓутоа поминав еден многу тежок и макотрпен пат, затоа што секој од луѓето кои што е во модата знае да работи само по една фаза, да речеме од изведбата. Тоа не е доволно за да направите добар производ, да не зборувам за одличен.
Така да многу се вложуваше во едукацијата, кажав, многу промена на кадар се случуваше во меѓувреме. Денеска ми е веќе поедноставно. Мислам дека и во иднина ќе имаме проблем со младите кадри, затоа што знам што нудат нашите модни универзитети. Сега, кој како сака нека свати, меѓутоа мислам дека треба многу посериозно да се работи и во тој смисол на едукација на луѓето кои што сакат со да се занимаваат и поквалитетна програма да се нуди, и ако се подобри се универзитетите, стануваат се подобри. Меѓутоа јас имав искуства и со многу дизајнери кои што од надвор дојдоа со модни школи, одлични едукации, меѓутоа во пракса беа лоши. Така да во мојот тим има луѓе кои што, да речеме, биле на обука во Париз, биле во највисоки моделарски школи, така да биле и во сериозни модни школи и во моделарски некои работилници учеле од големи фешн гуруа во Европа. И може би затоа имам среќа што се покрајме на тие луѓе, па вадиме некој солиден производ, би рекла, и на кој е многу тешко навистина да се формира тим, и така и ќе остане понатаму, за жал. Се чини дека Елена Лука не нуди само производ на пазарот, туку и соодветна едукација на македонската жена. Ова го поврзувам со тоа што го поттикнавте создавањето на модниот портал Fashionelle. Да. Како дојдовте на ваква идеја, значи да им нудите на жените совети, покрај другото, да ги промовирате и другите домашни дизајнери, што е многу, да не речам несебично, ама и необично, бидејќи знаеш ние секако гледаме конкуренција, така е. Сакаме да се подбутнеме, но го нема тоа кај вас. Многу поголема слика имате. Знаете благородност како личност, ги познавате. Каде е тајната? Што сакате да направите? Кога ја сакате модот толку многу, кога гледате дека конкуренцијата кубури со некои проблеми кои што можеби дури не е ни свесна дека ги има, Така. имате потреба за едно модно просветлување да им направите на луѓето. Не дека сега јас сум нешто тука мастер во тој дел, меѓутоа Елена Лука за кратко време помина многу работа, многу време се помина, многу модели се изработи, а многу проблеми помина низ нашите работни простории, низ нашите ателија. И едноставно мислам дека Fashionelle е одлична платформа, треба да биде модна платформа која што ќе ја освести македонската мода. Сакав секој македонски моден дизајнер да си докаже сами од себе си дека може да изработи парче подобро од претходното и при тоа да има кај да го промовира. Значи, дали тоа ќе биде капсулна колекција која што ќе биде составена од 7 парчиња, да речеме, мали колекции, затоа што тој ни е стандардот, меѓутоа да биде достојно промовирана на некоја модна платформа, на некој моден портал онлайн. Затоа што тоа кај нас беше дефицит и не постоеше такво нешто. Ние сме пионери во создавањето на Fashionelle, исто името доаѓа Fashion Елена Лука, и од тука доаѓа и самото име. И сметам дека многу млади дизајнери си го пронајдоа местото овдека и ги промовираат достојно своите колекции. Отворени сме секогаш за комуникација во тој контекст, значи со нив за интервјуа, да ги промовираме на странски пазари, затоа што имаме и онлайн продавница. Fashionelle сега работи на своја сопствена онлайн продавница која што ќе прави микс од парчиња од многу македонски модни дизајнери. Значи колку и да изгледа тоа лудо, мене ми е тоа многу јасно дека еве ние сме на некој начин конкуренција со сите тие дизајнери, меѓутоа јас упорно ја негувам таа теза дека заедно сме посилни, најпрво да изградиме еден производ, па после може да се лактаме на пазарот. Едноставно не знам, навистина сакав да им помогнам на сите тие помлади македонски дизајнери, затоа што можеби и финансиски немале секојаш услов да покажат да го работат тоа што го знаат. И така настана Fashionelle од една страна, значи тоа ми беше основата, а од друга страна сметав дека нема доволно модни медиуми кои што активно ќе ја следат работата на Елена Лука. Во крајна линија ние промовираме доста таму и од нашиот материјал што го сработуваме, доста од нашите колекции. Ние неуморно работиме, не работиме само две стандардни колекции кои што ги имате сезонски, есен зима или пролет лето, него имаме меѓу колекции. Потоа имаме мали едиции, еве како сега да речеме на капоти, на бунди, кои што зависно од инспирацијата моментно или од пазарот, ако го бара, знаеме да ги сврлиме на пазарот, а тоа се треба да се промовира во некој медиум. Едноставно
имав потреба за некој таков моден портал кој што ќе зборува исклучиво за модата, не за некои други теми, и практично и така се случи Фешенел. Значи добри сме за сите, меѓутоа и за себе. Ти помагате ли? Ти помагали Елена Лука со Фешенел? Симбиозата која што постои помеѓу двете. Мода со мода, творештво со уметност, со информација. Да речеме, денеска имам новинари во склоп на Фешенел доволно, една здрава екипа. Порано морам сама да седнам и да направам ресерч на некои прашања кои што ме интересира поврзани со модата, да речеме што се случува со светската мода во овој момент, и сега морав тоа сама да го одработам. Денеска веќе знам да искомуницирам со моите новинарки, да кажам добро, вие веќе тоа сте го одработиле, дајте ми информација што се случуваше таму. Времето едноставно ми недостига некогаш да дадам некои информации. Фешенел секогаш има свежи информации на таа тема. И нормално се наполнуваме во тој дел, секогаш ги следам светските тенденции како се движат, веќе анализирани од нивна страна, и тие ми ги даваат како готови информации, кои што потоа ги имплементирам во мојата работа во Елена Лука. Меѓутоа, од друга страна, ако мислите на лична промоција само на Елена Лука, па и ми помага Фешенел нормално, меѓутоа и не толку. Затоа што пак нескромно ќе кажам, мислам дека ја почитувам лојалната конкуренција, почитувам све. Меѓутоа се уште сметам дека не се појавил никој на пазарот кој што ќе може некако да не загрози, да ја разбуди музата уште повеќе, можеби амбициозно да се бориме на пазарот. Така да мислам дека веќе сме позиционирани. Моето следно прашање беше спротивно тоа. Јас имам чувство дека вие не се чувствувате загрозени. Толку имавте ли идеја да понудите соработка на одредена колекција, наречеме на некое веќе етаблирано дизајнерско име во Македонија? Абсолютно. Имало ли таква идеја, бидејќи во светот е општа пракса, се случува, соработката е добре дојдена, идеите, и можеби да ги земете под своја капан, не знам. Еве, и сега во моментов да речеме за овие последните две колекции, освен што го користам капацитетот на моите дизајнери, и тие не се избрани било како, него тоа се веќе етаблирани имиња, и мислам дека тоа се едни од најдобрите дизајнери во Македонија, морам да признам. Меѓутоа, отворив еден поширок простор да се изразат и други дизајнери од Македонија на соодветна тема на колекциите кои што сега ги работам, и побарав соработка со дизајнери од надвор, значи од Македонија, меѓутоа кои што самостојно делуваат, таму каде што сметав дека ми е интересот фокусиран, таму каде што сметам дека има еден моден потенцијал. И едноставно секогаш сум соработувала на тој начин, да добијам идеја плюс од некој дизајнер кој што не е дел од нашиот тим, меѓутоа се користи као аутсорсинг, значи само на одредена тема работиме со нив, и доколку сметам дека е соодветно тоа што е искреирано, може да се стави во програмот на Елена Лука. Секогаш сме работеле на тој начин, и сега во моментот, значи, исто соработуваме на тој начин со некои дизајнери. Во моментот ги разгледувам сите тие предлог колекции кои што дизајнерите ги имаат. Нормално би сакала да вклучам и некое ново име во тимот, како и да е, тоа секојдневно се прави. Инаку нема логика да работите изолирано и затворено. Не за друго, него затоа што тоа не е професионално, не е добро. Истрпува енергијата. Креативци знаат подобро. Никош не знаете што може да истрпите од пазарот. Па да, истрпува енергијата, и ако доколку сакате со мода да работите, музата мора да биде будна, да сте секогаш под инспирација, да сте брзи. Модата е веќе брза, помина тоа време на заспани музи, би рекла. Помина тоа време кога ќе чекате на 6 месеци да се разбуди музата за да направите некое парче облека. Едноставно, таа е како и секој друг бизнис, треба да се живее од нејза, има доста комерцијален дел, има бизнис аспекти, има економски прерачунки, би рекла, и нема играчка во тој дел. Мора да предвидите за кој пазар, каква колекција, за која намена, кој е таргетот. Сето тоа треба да биде во една голема динамика. Така да соработувам со македонски дизајнери секако. Мислам дека практично не постои дизајнер со кој што не го познам или со кој што неам искомуницирано, или многу од нив биле во нашето ателие, сум разговарала, сум пробала да соработувам, некои останале, некои заминале. Тоа зависи од како ќе проценам и така. Парчињата на Елена Лука се софистицирани, модерни, деликатни, но дозволиви ли за живот на просечната македонска жена? Тоа е прашање кое што често пати знаат да се го постават оние кои што барем не влегле во продавниците. Така. Што станува, има
фустан по нарачка, Добро. по желба, која што апсолутно си носи своја цена според желбата на клиентката, но што останува за колекциите кои што се готови и понудени. Так. Да речеме вака, значи и надвор имате висока мода. Тоа е колекционикати кои што или да речеме нарачка, еве како што кажавте, изработка на известен аутфит по нарачка. Природно дека тоа си има еден посебен акцент во изведбата. Ние сме тука секогаш да понудиме интересни идеи на нашите клиенти, од скица до реализација. И сето тоа нормално чини известна сума. Сега, дури и изведбата на сите тие аутфити по нарачка се движат од некоја цена па нагоре, од некоја минимална цена. Многу треба човек да биде свесен дека работи, дека делува во Македонија. Значи, не можеме толку да се опуштиме со материјалите или со изведбата на некои модели до бесконечно, затоа што тоа треба некој да го плати. Меѓутоа, секогаш нашите клиенти добивале повеќе од тоа што можеби во известна финансиска конструкција сме можеле моделот да го затвориме. А во делот на ready to wear колекциите или тоа што е комерцијално носливо, се димензионираме апсолутно според цените на пазарот, според ова што сме го изработиле. Меѓутоа внимаваме многу пак да биде тоа квалитетен производ, затоа што во Македонија можете да најдете многу неквалитетна роба за ефтини пари и нашиот народ за жал би рекла И знае многу да се неквалитетна подлажне. за многу пари, Да, што е исто многу случај. неквалитетна и за многу пари, Така. дури тоа се случува. Значи, сепак Кина е уште активна на пазарот доста и тие брзи изведби на модели кои што имаат дури проблематични принтови, состав на самиот материјал, за ниски пари може да се купат, мислиме дека сме модерни, меѓутоа тоа го носиме само неколку пати и некако така се лажеме од ден за ден да го покриеме тој моден недостаток кој што жената нонстоп сака нели да го полни. Ние внимаваме цените да бидат добри, меѓутоа со квалитетен производ, со квалитетни материјали, со една одлична конструкција. Лесно е кога создавате свој производ. Секогаш можете да се дадете повеќе. Затоа што ја сакаме работата што работиме. Значи нас нема многу да ни одземе од богатството, би рекла, ако се дадеме неколку сати повеќе во изведба на еден модел за македонската жена да биде задоволна која ќе го носи парчето на Елена Лука. Се во функција на пазарот сме. Ги повикувам сите струмичанки и струмичани, нели, да повелат во ателието на Елена Лука, да се убедат во цените и во тоа како се изведни моделите и со кои цени располагаме. Ние во ништо не се разликуваме од другите комерцијални брендови, освен во квалитетот, во идејата, во самата реализација, во боите, има некои аспекти во печатот на Елена Лука. Можеби тука е разликата, така да адаптирани сме на капацитетот на финансискиот капацитет на македонскиот пазар дефинитивно. Постои убав накид, постои поубав од убавиот и секако најубав, оној од Златара Златко. Накид како создаден за вас, кој плени и ве освојува уште со првиот контакт. Ако вие го барате најдоброто, Златара Златко токму тоа ви го нуди. Златара Златко, трговски центар Глобал. But I know where to start. They tell me I'm too young. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. Парфимерија Диор, затоа што вие тоа го заслужувате. Give me everything I need. Ве држи сигурно се уште енергијата од последната ревија Импакт, која што направи своевиден бум во медиумите, сите оние кои што беа присутни, кои што ја проследија. Не само освежување, туку и нови стандарди кога станува збор за представување на колекција и на еден уметнички израз и труд. Најпрво честитки за последната колекција, за последната ревија. Секогаш едно скаливо погоре. Секогаш нови предизвици кои што ви се надопати, кои што сакате да ги истражите и да ги осовршите. Колку работа понесува една ваква ревија, која што изгледа скоткано, сериозно, светски?
Благодарам за зборовите, ми е драго дека еве така сте ја восприемале нели оваа цела презентација која што се случуваше на 28 во Скопје, вода од Пашинамам. Мислам дека и самиот амбиент беше автентичен за самата колекција. И ако ние сакаме да одиме чекор напред, би рекла да најдеме некој подобар амбиент, уште поголемо место. Алтернативен. Меѓутоа, еве нема, тоа е Македонија, тоа е Скопјево, е толкаво, тие се местата каде што можете да го презентирате тоа што го работите. Импакт е една сериозна колекција, би рекла, која што носеше многу пораки во себе. Да направите на ревија од тој тип подразбира многу труд, многу работа, многу време, квалитетни луѓе, еден одличен тим кои што стојат зад мене. Требаше да се синхронизираат многу нешта. Мислам дека импакт зададе една нова задача во модата на сите оние кои што се занимаваат со мода, а од друга страна провокација на жените кои што сакаат да ја конзумираат облеката на Елена Лука. Лично би рекла, јас сум презадоволна затоа што ние си го одработивме нашиот дизајнерски дел во нашиот бекстејдж, во оваа ателие, во Скопското, каде сакате, значи таму кај што твориме. Секојаш работиме на нови форми, на нови конструкции, експериментираме со тоа што можеме да постигнеме со материјалите со кои што располагаме, со капацитетите наши во Македонија. И овој пат импакт ги надмина другите колекции, би рекла, што е нашата цел, да одиме чекор напред. Ние тоа најдобро го знаеме, со тоа што и луѓето кои што се од професијата сигурно тоа добро го забележа, затоа што имаме спој на повеќе конструкции во еден производ, што не е едноставна работа. Од една страна имавме, да речеме, една строга архитектонска, скулптурна, да кажем, конструкција на моделите, а од друга страна споени со една блага линија, лелејавост, а сето тоа да представува една целина, да, и нормално секојаш водени од музата наша, жената, ние немаме друга муза освен жената, се чувствува добро да е убава, да ја направиме поубава. И од една страна во тие модели можете да ја видите таа жена како сигурна, амбициозна, силна. Тоа го билат и моделите позади нас, дел од новата колекција. А од друга страна така? можете да видите и една сензуалност, еден сензибилитет. Јас гледам и мала носталгија. Каква таа нишка има во самоуверената современа жена? Па добро, во крајна линија знаете како викат уметниците создаваат. Еве ние сме уметници со ткаенината, нели? Тоа е малку ход кутюр, би рекла, висока мода и на крајот многу ми е битно секој купувач или секој оној кој што ја сака работата на Елена Лука, пријател на Елена Лука, да си ја долови поентата на колекцијата на свој начин. Тоа што вие го гледате како носталгија во самата колекција, Тоа ја би уметникот сакала зборува. така да ви остане. Да. Значи можеби можеше во експресиите на моделките, во тие некои завои да се види некоја друга порака, меѓутоа таа може да биде стострана. Оставам вашите очи и вашиот ментал да го восприема онака оној момент како што ви чутува срцето. Така да ми го е драго впијат. дека ви видовте носталгија во тоа. Ми отвори тема за размислување, да речеме мене. Содржи све во неа. Добро е што пратила порака до вас и добро е што сте отворени да ја примите пораката. Значи носталгија. Зошто да не? Може да има и носталгија. Има и носталгија, да. Сигурно има. Ќе разборуваме нова сигурно на следното Добро. интервју. Добро. Бидејќи верувам дека ќе останеме во контакт и ќе имаме причини повторно да се сретнеме, а со вашето тимпо со кое што работите, се надевам дека тоа ќе биде многу брзо. Така. Колку Елена Лука е присутна во колекциите? Тимот е тука. Вие сте поддршка на тимот, меѓутоа колку вашите идеи внатре, колку вашите корекции се тука, колку вашите мислења, ставови, колку Елена како жена е присутна во сите тие колекции. И јас морам да ја спомнам, нема да ми замерите, но мислам дека едно од најлелеавите женски соништа беше Далга. Опа, леле сега, околу нас, ја мислам, не знаат гледачите, има дел од тимот дека и секој зборуваме за Далгата. Мојот хед дизајнер Дејан Сидор е овде во моментов, да, и дел од другите од тимот се наоѓаат во Струмица денес. Далгата беше сосема моја лична колекција.
И баш се смеевме пред некое време дека како вака далгата, викам далгата најдобро помина, можеби затоа што најмногу бев вклучена во неа, се шалам, не. Значи, не знам како да ви речем, можеби треба за тоа прашање да зборувате со мојот тим. За да почнам да го работам ги ова, контролирате ли? сепак, да. Сепак јас почнав за да можам да се реализирам себе си, да не се лажеме. Идејата беше моја, типот на тоа што ќе го градиме беше мој, концептот беше мој, реално така е. Значи колку и да е човек скромен, нескромен. Дело од вас. Да. Сепак ја на 20 години во Астромица работив и порано текстил, можеби малку во една по друга форма, меѓутоа делував од секојаш, што од мала сум го сакала тоа. Нормално за да си направите тим, мора да ви ја разберат визијата луѓето што се со вас. Значи ние сме дефинирале правци, тип на мода, на тоа што ќе го работиме и дизајнерите после се водат по тоа што ќе им го кажем. Моето лично учество е доста големо во моделите, нормално, поготово кога се спремаат колекции. Во некои други моменти можам да не бидам 100% присутна, затоа што не можам да постигнем, значи кога се работи нешто помеѓу колекциите. Меѓутоа во колекциите сум максимално вклучена и нормално тука не може да помине ниту едно парче без да се договориме. Колекцијата ја спремаме комплетно, ја разработуваме, ја разгледуваме, бираме заедно материјали, во се сум вклучена. Би сакала многу повеќе, меѓутоа колку што ми дозволува времето. Инаку, ако е само работа по нарачка, да ја само ги давам инструкциите и да ми, не знам, да ме води некој друг, тогаш за мене тој би бил моментот кога треба да го ставам клучот на Елена Лука и да не работам повеќе. Значи, некоја инспирација и креација мора да излезе од мене за да можам да се чувствам жива да го работам тоа што го работам. Тимот нормално е заедно со мене и заедно работиме, затоа што сам се това не можете да го реализирате. Ама лично сум доста вклучена нормално. Buena.